Во текот на овие 12 години, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација доживеа вистинска трансформација во едно модерно јавно предпријатие. Предпријатие кое докажа дека може да се носи со сите предизвици во реализација на досега најкапиталните и историски проекти во Прилеп. Овие проекти, со поддршка на локалната самоуправа на чело со Маријан Ристевски и владата на ВМРО ДПМН, трајно ја променија и подобрија сликата за водоснабдувањето во Прилеп. Во завршна фаза е еден од најголемите капитални инфраструктурни проекти во општина Прилеп воопшто. Тоа е прочистителната станица за отпадни води, со која еднаш за секогаш ќе се реши прашањето за третман и прочистување на отпадните води за градот Прилеп. Со проектот се поставени нови 65 километри канализациона мрежа. Со обновената канализациона мрежа и со новата пречистителна станица ќе биде заокружен големиот проект вреден над 20 милиони евра, финансиран со средства од Европската Унија. Станицата е проектирана за покривање на потребите на преку 95.000 жители. Еден од најголемите проекти кои се реализираа во Прилеп околу водоснабдувањето е секако и замената на околу 40 километри нова водоводна мрежа во градот преку грантот на германската КФБ банка, со што се реши еден децениски проблем на прилепчани. Проектот чинеше 9,1 милиони евра. Освен замената на водоводната мрежа, се изгради нова административна зграда на водовод и канализација. Значајна капитална инвестиција во периодот од 2009 до 2013 година беше изградбата на 10 нови бунари во месноста Бегова ливада, инвестиција од околу 62 милиони 269 374 денари, пари обезбедени од буџетот на општината Прилеп и владата на Република Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Во просториите на водомерната работилница е пуштен во употреба нов апарат марка CMC, наменет за верификација на водомери. Се набави цистерна за потребите на одделението канализација. Се изгради нова водоводна мрежа долга 40 километри со сопствени средства, инвестиција околу 900.000 евра. А изградивме и канализациони линии во должина од 2 километри, инвестиција од 4 милиони 695 576 денари или околу 76.000 евра. Се изврши реконструкција на водоводната мрежа на улиците Славеј планина, Бистра планина, Савска, село Мало Коњари, Осоговска, Трајко Николовски, Круме Волнаровски, Димо Наредникот и многу други. Се изработи елаборат за режим на работата на вештачкото езеро на град Прилеп. Се изработи основен проект за санација на ободен канал Маркови кули. Се изградија водоводни мрежи во село Старо Лагово, Млекара, улиците Ѓорѓе Сугарев, Трајко Николовски, Димо Наредникот, Васко Карангелески, Илка Присаѓанка. Во периодот од 2009 до 2016 година реализирани се проекти приближно во висина од 2 милиони 121 984 евра од сопствени средства на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Збирно, за овие 12 години, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп има инвестирано околу 14 милиони евра средства од различни извори. Во периодот 2017 до 2021 година, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација ќе реализира голем број на проекти со кои Прилеп ќе биде еден од ретките градови во Македонија, со кој ќе се подигне квалитетот на животот на граѓаните. Ќе се реконструира 25 километри водоводна мрежа, ќе се намалат загубите на вода на ниво на град Прилеп и ќе се санираат пумпните постројки. Ќе се реконструира довод од старите градски извори и ќе се изградат нови водоводни мрежи во населените места Бонче, Чаниште, Дујње, Лопатица, Манастир, Шелеверци, до манастирот Свети Димитрија, село Селце и до Трескавец. Ќе се санира и хидроизолира браната на Вештачкото езеро и од темелниот испуст ќе се измени дотраената опрема. Ќе се доврши изградбата на канализационите системи во Канатларци, Мало и Големо Коњари, а ќе се изградат нови во уште 10 населени места. Со реализацијата на наведените проекти,
Прилеп ќе биде една од најдобрите инфраструктурно уредени општини во Македонија и на Балканот со висок квалитет на водоснабдување. Продолжуваме понатаму, затоа што ние знаеме како треба да се работи за сопствената општина, за граѓаните. Продолжуваме со работа.